Живея заедно с така дълго време, а он мерък имаше. Неразделими беше. Една вечер, ако не я види, че полуди за нея. Толкова беше меръкли. Много аз каже. Сега между них и аз бе, емка роднина, емка другарка. А Роса беше Аз со благородна бе другарка. Она много близка комшика. Много комши бе, она си леже, аз у нея. Никако не може да край да найде. Много лошо след майка имаше. Мачея и беше майка и ту потече и татко и она татко и и така. Стройник дошъл. Кой да дойде, татко и бъркаше, не чеше, не я мажем, докато лапка и много мирна беше. Слава беше она, заедно не раздалили се, шо шиеме, шо носеме се заедно. Заедно се текутме еднакви фастани и всички три. Аз съм Руса Ралева, другарка на Благородна, на Орданче Бърточеда. Аз съм Руса Каровска, другарка на Благородна. Аз съм Катерина Еленова, другарка Благородна Фалкова ми беше и кумшика ми беше. Болна ми лежи, болна ми лежи, болно ми лежи, роднето Фалково. Болно ми лежи, роднето Фалково. Надвавай седи, надвавай седи, надвавай седи, нейна стара баба. Надвавай седи, нейна стара баба. И народне той дума, стани ми родне, стани ми родне, стройници ти дойдоя. Стани ми родне, стройници ти дошле. Аз съм Марика Фалкова Белеска, на Благородна помала сестра. Тук живеем у ова куча стара, има еве дел от кучата. Нашата фамилия тук живеехме, со моята сестра, татко ми и майка ми. И майка ми, кога умрела моята майка, татко ми се приженил. Я бе този 2 години. Не знае нищо. Арна мама под порастаните гледа како. А тя мене не сакаше, не гледаше. А сестра ми беше 15 години. И они почнаа да се карат. А и баба ми беше жива. У Кавадарци имаме тутун. И сега ќе дойде вез вечер тили другачки, се соберат и се сарвени от котел Моморовска и ќе изпукаме туканички, они ќе кълъпат и ќе пеят, се смеят, ќе лафат, ќе цела ноќ доколко ще така да седат. Па ќе станат, па ќе заиграат, ќе запеят. Аз толкова много не знам, че не е малък. Игранките се преде по кучи. Ева вечер у стол, утре вечер унък, другин вечер друг. Другачките много идея кайнат. Ка оде наода. Идам наода. Чешмата беше дека вие Балкан се. Ще ми вземат вие другарите, тюмовете, и накупате да книга все унатре, а другачките у нас събрани. Знаеш как се разбират? И ти рече, ай, заедно се била умър. И аз се го заречам, кай че ме подкате сестра ми, чотек, врати го. Я не го врати. А кога е недела, они си тут, довойчината метат улиците. Ма ни тама седеме горе при църква. А мета улицата и она щабале, не само него сите тия си има другари, на църквата имаше голям двор. И на дворът имаше плочи, на плочите седат, и знаете, той шарик. Добро утро. Това беше така. А како нашите другачки да ги пращали, ние не знаем как се дали са новели. Куча ли, улица ли, а то не знам, аз се виждам години.
такова да ни пеят навечер Саранада. саранада. Ни толкова сме били такова, ние на кибриче не му се кние. И си пеят. И си водят. Ти беше ли тогава на сватбата на Ния Орданчо в Маси? Ага, Марто Коазе. Марто Коазе. Он беше девер Орданче. И у мене е девер у Косов, брат ми. Никам се Орданчо. Не имам сликане. Расно девойче от баба, на всичко това гръщино девойче, дружствено много вредно, везение, цветение на работа, гаргатка, все. И не беше много големо, она беше малата, така симпатична, убава, защото малетка почнала да й правят сводници. То ги сводници прача. Беше мала, она как умре 19 години беше, 2 години болна беше. На 15 години, аз 15 сводници ги прача. А некога збира обегнищата на съд. И некој човек много убаво играе. И некој човек реко на свирачите му реко, да сирте е една лира. Во, девојче со пари не изкупува. Но дал една лира, така расно и много убаво играва, лесно убаво. То татко ми го разправа, ги забеме, а малечка би още беше на тој 14 години, ама игрење, а татко ми много играеше. Она на него беше. Песната на сестрина е излез некој другар, а се ставил то право таму. А они двојца стоеле заедно и дошол и му рекол, сега песна да спревам за вас, тя туйте. И она почнала да плаче. И така изпаднала песна. У некоја куќа, а песната не стигла там до Богорданче. Ja bi trebalo da vidim Mijane, Sando, što je prvi drugar na Ordanču. Što ima ispejano pesmata, što je za rodnetu i zanimite ljudi. Съгласен изкавада си дека текстот што е на песната го имаме напишано толку мала се да им и тоа пуште на брчејата, просто. А песната за родното, а чутиме. Паќа чујте, ама малку спојна.
Ја да продолжам да пишем. Тоа е всушност една средноевропска мелодија. По тоа време било модерно да се создаваат староградски песни, а текстот за неја го напишал кавадарчанецот Санте Баборданче. Песната е навистина убава, затоа што опеува еден трагичен настан од 1924 година во Кавадарци. Од разговорите што ги водев со блиски и роднини на Родна Фалкова и на Орданче Тодоров, не дојдов до заклучок зошто во песната се споменува Пешо Грозданов. Сите тие беа еднодушни дека е тоа грешка и дека во песната треба да стои името на Орданче Тодоров. Сакав да воспоставам контакти и со Пешо Грозданов, кој што сега живее во Белград, и преку други луѓе да разговараат со него зошто, дали тој уопште знае зошто се споменува во песната. Информиран сум дека и тој се зачудил кога слушнал оти се споменува неговото име во оваа песна. Тоа го дознав и од моите родители. Орданче Тодоров и татко ми беа први другари, школски другари, а и подосна до крајот животот останаа верни другари. Орданче, за да ме увери дека навистина е онеправдан, ме доведе кај татко ми и рече: ево го, јас и татко ти сме први пријатели, па нека ти раскаже како практички се одвиваше целата таа љубов со нас, со мене и со родна. Татко ми го потврди тоа и ми раскажа овој настан. 1924 година, кога тој се верил за мајка ми Надежда, дотрчала дома Родна Фалкова, која што била голема пријателка со мајка ми, и му рекла: нека ви е честито трајче за ридбата со Надежда и да бидете среќни и радосни. Татко ми и се заблагодарил и рекол: благодарам, родне, ајде бргу и вие со Орданче 28 дневници. Таа само ја наведнала главата и рекла: трајче, од таа работа ништо нема да биде. Јас, како истражувач на песната, на вистина дојдов во недоумица. Таму се споменува името на Пешо Грозданов, а поготово дека и купил пустан. Пешо и купил пустан, не е така. Баба ми у Солун сестра имаше таму и на среќ пустани. Кај ти тргнала вака босата? Важно да не е как ще треба. Се сипаш на отачано съм. На майстор. На мајстор? И кој мајстор го одбра? Намо кај чашијата, не знам како се сипаш. А, тие стариот кај чашијата умре. Чекај, сега има еден млад, поварен мајстор. Кој ти е? Кој е тие? Дај сандалата. Чекај ма, чекај, направи вака. Водиш? Браво, дај се.
Дай да видим сега. Па Валиера Стефанова. Валиера Стефанова и без завод се прави, гледай. Готово. За друг път ще дойдеш кай мене на душа. Ай сега, дай го ножите. Дай го ножите, Митко. Не ще даде много. Може тапки да побили канапка. Орданчо беше много добър кондураджия, особено за изработка на женски чевли со топуци. Иако имаше завршено 4 клас ниži разред гимназија и со тоа школа за тоа време можеше да биде добар чиновник, тој се одлучи да си остане на занаето. Порасна во голема сиромаштија. Татко му загинал за време на војната, мајка му се премажила, а тој останал да живее кај баба му. Всички бе дружство. Ще им пращат кой има увод, колко девицини са събрали. И дай ми пари, кажи път го сами да ти ги допит. И я ти речам, вие ще е най-важен. Не ти ще го стакала, вие ще е най-важен. Друг. Орданчо много се каже, безкрайно се каже. Това беше кая луда. You
така да се разболе, още кайна седеше и водеше татко и у Скопие на доктор, що е болестта катаримала. Левата страна катаримала. И туберкулоза, ама то ги така го вика катар. Защо се разболи? Право сестен треска, знаеш како почнува треска. Ще се нервираше много, ето това беше. И повечко. Мерак. Много разбра, сите разбра от Йорданче, така. А Йорданче беше явен, не се криеше. Не се криеше. Не се криеше. Другари го знае. Го знае, другарите, другачките. Она само се криеше от татко и от майки, от припускането. Она се каже много и она го се каже. Конджия, чели, заедно платнени челици не прави, заедно си носи сандалите. От мерака разболи. Мерака. Он от ка умре, он со раците копаше на гробът. От мерака. Любовно писмо може да замислиш. Како пише, како желее за нея, како не може да спие, како се сакам, мислам да живееме. У мене пише в сликите, не забравиме. И те най-долу пишуе тая дата, вика, не заборавена, вика, благородна моя. По 100 пати одеше покрай улицата да видя, ама не можеш да видиш. Лежиш. Ма тя ми викала, не оди нигде да се лекуиш, защото се разбират сите мои со майки. И она слушала, то ги слушала, а сега да я не слуша. И така не одела никъде. И не си здраве. 2 години беше болна. Тетка се имала, когда дошла тетка ми да я води на лекар, лекар да е рекал, бабо, во не е за доктор. А вече она била много болна и лекар рекал, още 3 месеца и че умре. Орданче. Дошъл да сака и рекал, Сианчо, дай ми я, ако е моя среча, се оздрави у мене. Татко ми не я дава, защото бил сирома, те немал татко и майка. Нищо не имал, он си живел при баба. И кай че се дава за така сирома човек, за това не я дава. Он вишъл каква е ситмащинца. Он ядел толкова години на шервета. Не можел да купи софра. Добър ден, Чиянчо. Добър ден. Я па дойде. Толкова пъти съм дошъл до сега, па викам ред е да дойдем още еднъж. Родна още е болна. Не е за мъжен. Да почекаш до Великден, да видим що će daje Господ и ако имаш късмет. Стега се само со доктори. Тежко. Дай ми върнем кай мене, ако няма лек. А ако има лек, ще има и век. А не. Да почекаш още малко. И бя и другарите да посетуват. Другарите се събират, да говорят, да дойдат, цял ден се седат, една ден вакам вика. И аз сега вика, наскоро че умра, вика, чакам да облечете, вика, невеста да бидам. И ти ще бидеш шоферка, он ще биде шофер, вие войте биде. Ките и поред кой шо да биде. И не на сите тие му да доме бовчи, кошули, все ще среди. Како невеста направили. Много жално беше. И сите плаце, машки, женски, сите плаце. Сите. А тук имаме един трен голем. Да го знае. И сите на тренът. И наскоро умре, после 2-3 месеца умре. Когда умре, ви каже, нищо не ме е жал от сумра, но ако съм млада, но ме е жал воля. Она е много опалава, вика, и се смеят, сите нем да биде домачинка. Ще биде цурто по улица. Толкова. Нема кой да чува. А си майка не обръча се пазня за нас. Вика се, кой че не гледа нея, она само ще остане. Толкова. А я вика, една ще умра, да го да умра. И вика, то не нема да умри, ще остане, ще се оздравиш. Па еднъж, а викна Йорданчо да послужуе. Беше името него, во Йордан. И там ка послужуела и свекор и рекол, пробеше и милтия свекор и рекол, ори благородне, остане мой татко, що ме те дава. Бегалка бите.
А не, rekao ja, tata ne ga pogazujem. Ako ozdrava, той će izbjega. A сега нещо, kako što treba zdrava, и не го погазвам тате, nećem da ga posramotam, i kad cel svet знае за мен. Така не остане. А тамо и тия, много се каже и светорите се тръсал така стално и тя гледа. Да видят. Другачките ми кажея дека сестра ми оставила аманет, Орданчо да го вземе горицата е било много добре. И единствено така я взе. Не би било пишано да пиеме заедно на вия свет. Я чувам. Може още за вечер. Моите очи няма да го видят утрешния ден. Сакам да ми таксаш нещо. Кажи. Ожен се съборите. Моята другарка. Она ще види добра жена. Убаво ще те гледа. Много така, Род. Не сбожи така. Не е убаво. Ти знаеш, освен тебе, за мене ни една друга няма да има. Ти ще оздравиш. Ще бидеме заедно. Това е моята последна едина жена. Сакам да ми таксаш. Сакам да чувам пред да ми вземе кост.
Песната Родна Фалкова се пее погрешно. Не доваѓа тука во обзир ни Пешо Грозданов, не доваѓа ни некој си друг кој се тука ни го спомна. Него вистината за таа песна, односно текстот нени е ваков. Родна Фалкова, се вратам малку назад, немаше ни мајка. Она имаше мачеа, а имаше баба. И текстот гласи овака: волна паднала Родна Фалкова. Над глава и седи нејната стара баба. И вели песнички: стани ми родне, стани ми душо, стројници дојдова. Стројници дојдова од Пешо Грозданов. Родни ја одговара: пусти да останат, бабо. Стројници лели се од Пешо Грозданов. Лели не се, бабо, од Манчо Костадинов. Манчо Костадинов, бабо, ни сака толи рипари и долната куќа. А бабе на тоа одговара: стани ми родне, стани ми душо, ние ќе му дадиме толи рипари и машината. За Манчо Костадинов во тоа време се направуваа две, да речам, нели, класни девојчиња во кавадата. Првата беше Мара Димкова од Ватоша, мис на Македонија, и Родна беше Донева. Значи, се направуваа двете занети.